Ние сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата 99%. Емисија во која се обидуваме да го чуеме граѓанскиот став на луѓето, без разлика во која сфера делуваат и ја градат својата иднина. Верувам дека и за денешната емисија, за денешното издание имаме подготвено интересна тема, а со оглед на тоа дека станува збор за вечната тема која што ги тангира и Охрид, и Струга, па и Македонија, верувам дека ќе успееме да го задржиме вашето внимание на програмата на телевизијата ВАМА. Денес дискутираме за состојбите во туризмот во Македонија, меѓутоа и каква е иднината на ова наша најпрофитабилна гранка или она што би требало да биде најпрофитабилна гранка. Сега предлагам да погледнеме два прилози кои што ги има подготвена нашата информативна редакција, а кои што секако се однесуваат на темата која што ја споменав. Ние сме 99%. Охрид нуди идеални услови за развој на конгресен туризам. Хотелиерите се повеќе инвестираат во изградба и осовременување на конгресните сали, како би можеле да им излезат во пресрет на гостите кои одлучиле токму кај нив да ги одржат своите семинари и конгреси. Хотел Десарет, кој е еден од најголемите хотели по својот капацитет со над 500 легла, располага со 5 конгресни сали опремени по најновите стандарди за одржување вакви настани. Во овој хотел од почетокот до средината на август се одржал конгресот на медицинари, во кој имал учесници од 70 на земји од светот. И во моментов таму престојуваат гости кои се дел од два семинари. Билјана Шулеска, шеф на рецепција во овој хотел, објаснува дека месеците мај, август и септември се најпогодни за конгресен туризам. Сезоната кај нас се знае, Охрид обично трае до август месец или до средината на септември, меѓутоа со конгресите се продолжува и цел септември и цел октомври. Така да оди во позитивна линија, има интерес што е најдобро и има што да понудиме што е уште поважно. И во хотелскиот комплекс Метрополи и Белви големо внимание полагаат на развојот на конгресниот туризам. Атанас Николовски, менаџер по продажба, вели дека конгресниот и културниот туризам се тие што им овозможуваат да опстојат во текот на целата година. Имаат 8 сали за состаноци и 3-4 помали простори кои се адаптираат во дополнителни сали, со цел да можат да организираат повеќе семинари или конгреси во исто време. Колку ги поседуваме овие основни услови за конгресниот туризам со соодветни конференциски сали и соби за сместување, услугите, кафе, паузи, кетеринг, значи коктели, тоа подразбира исто свечености, свечени вечери, ручеци. Како дополнителна поволност и голема поволност за нас е тоа што е близината на градот Охрид со сите своји знаменитости, културата, природната убавина што ја нуди, така да тоа е дополнителен фактор за луѓето да се определат да го направат својот настан во Охридскиот или Струшкиот регион. Хотелиерите тврдат дека само на ваков начин можеме да имаме туризам 365 дена во годината. Додаваат дека треба да се направи добра стратегија сезоната која трае само 2 месеци, да ја продолжиме барем за 5. Охрид покрај класичен туризам, сончење и капење има многу повеќе да понуди, само треба добра организација и визија за развој на оваа стопанска гранка. Ние сме 99%. Туристи од Швајцарија во 3-дневни аранжмани ќе уживаат во убавините на стариот дел од градот, ќе се запознаваат со охридските занаети, ќе ручат рибни деликатеси, пловејќи на сплав до изворите кај Свети Наум, ќе јаваат магарења во Елшани. По денот исполнет активности ќе се релаксираат со прекрасна етномасажа со нане, мајчина душица и босилек во Елшани, а со поглед на езерото. Ова се само дел од бројните благодети во кои туристите ќе уживаат во одморот полн со активности. Нивната посета на Охрид е во рамките на интегрираната инфотура на туристичкиот кластер 1 од Охрид, кој има планирано 5 вакви аранжмани, од кои 3 веќе се подготвени. Преку оваа инфотура, швајцарците ќе ја истражуваат скриената традиција на Лихнит и Белото езеро, како една целовита приказна за тоа што Охрид навистина носи како убавина и атракција за туристите. Оваа инфотура наишла на сериозен интерес кај туроператорите. Морам да кажам дека ми се допадна интересот на домашните туроператори за понуда на странските пазари на ваквите пакет аранжмани, значи навистина интересно за краток период, содржајно сите активности помалку. Буквално стратегијата беше таква да во еден ваков тродневен аранжман луѓето
да почувствуваат досета што има во Охрид, кој би бил нивниот клучен интерес за повторното нивно враќање во Охрид, на што би посветиле повеќе внимание. Значи, буквално стратешки го гледаме да излези на надворешните пазари, меѓутоа мораме да посветиме внимание дека дел од тие туристи треба повторно да се вратат во Охрид со вакви дополнителни активности. Туристите од Швајцарија доаѓаат во рамките на проектот Име на швајцарската влада, а имплементатори се швајцарската организација Swiss Contact и локалната организација Преда Плюс. Овој проект за крајна цел има зголемување на вработувањата во Македонија во секторите зелени економии, креативни индустрии и туризам. Имаме посета од Цирих и ја тестираме турата на Охридскиот кластер 1, која што е само една од многуте тури за активен туризам. И пред нас се многу прилики во 2016-2017 година го следиме трендот на активен и авантуристички туризам, кој што мислиме дека можеме да ги обслужиме, но сега за сега само ги тестираме да видиме што е тоа што може да се подобри и до кој степен ние како проект финансиран од швајцарска влада можеме да помогнеме и со средства, меѓутоа најмногу со швајцарска експертиза. Инфотурата истражија скриената традиција на Лихнит и Белото езеро од туристичкиот кластер 1 ја замислиле како интегрирана, сеопфатна и исполнета со активности и авантура за туристите, во која тие ќе почувствуваат што значи да се истражи Охрид. Јовановски вели дека во овие пакет аранжмани даватели на услуги се преку 20 до 30 различни дејности. Покрај споменатото, туристите во рамки на турата ќе имаат можности сами да подготвуваат традиционална македонска храна, да возат велосипед на галичица, да пешачат по патеката Чоколско, но и од инструктор да учат кајакарење на мирни води. Ќе патуваат до Куратица, Плаќе, Завој, Речица, Скребатно. Ние сме 99%. Почитувани Евене, повторно во студиото на ТВМ ги погледнавме двата прилози кои што ја обработуваат темата на туризмот, меѓутоа два различни видови на туризам како контраст на она што секогаш представувало дилема во нашиот град, меѓутоа и генерално во нашата република, каков туризам треба да развиваме. Ова е моментот кога ви ги представувам моите денешни гости кои што ќе дебатираат на тема туризам, какви ни се состојбите и каква ни е иднината на туризмот. Мои денешни гости се Крсте Блажевски, председател на ХОТАМ, и Антонио Додевски, кој што е лиценциран водич за планина и туристички работник. Добре ни дојдовте во телевизијата ТВМ. Добре најдов. Ноември 2015, некаде 5, 6, 7 месеци до официјалниот почеток, ајде да не речам летната туристичка сезона, да не го скратам терминот, ке речеме на 5-6 месеци сме од официјалниот почеток на туристичката сезона, или можеби не е така? Точно е, времето е тоа. Но предходно имаме да завршиме уште од прилика месец и половина до крајот на 2015. Подготовките за следна 2016 се во тек, одат, сите се припремаат и така натаму. Спомнавте во прилогот од продолжување на сезони од 2 месеца на 5 и повеќе. Би додал јас дека сезоната ево оваа година беше времето не послужи, дури во ноември, баш сега пред неколку дена гледав некои што се капеа во езерото. Временските погодности во наш прилог одат во оваа година, се надевам дека и понатаму. Имавме дадено доста предлози за одложување на школски години и така натаму, како да се продолжи целата сезона. Сезонава се слагам дека почнува од мај, но до касно, до октомври може да кажам, ако се сложите, дека имаме гости странски кои доаѓаат организирано, тоа се поголемите туроператори, Корендон и Туи, што ги знаеме, во следнава година доаѓа и Томас Кук, така да тоа е една позитивна работа која привлекуваме светски туроператори на овие подрачја, со што треба да се гордееме, и тоа е една голема позитивна работа која понатаму би требало да позитивно влие и да со помошта исто на Swiss Contact, што го спомнавте тука и така, се работи да добиваме подобри и посетени сезони понатаму. Така велат дека
познато е кога почнува, колку трае, кога завршува туристичката сезона, особено за хотелските капацитети какви што и вие приватно менаџирате. Благодарно ли е тоа да се кажува точно кога почнува сезоната или пак настојувањето треба да биде и секогаш да оди во таа насока да нема ни почеток ни крај летната, односно се извинувам, туристичката сезона? Па, аз би го кажал моето мислење овде, во сите туристички региони постојат значи сезонски се ориентирани, иако некои од нив имаат разликуваат и по 2 до 3 сезони во текот на годината и малтене им се споени со многу мали паузи, значи паузи кои што возможуваат преадаптирање на нивните капацитети од една кон друга сезона. Најчесто станува збор за летна, зимска сезона, меѓутоа зависно од активностите може да бидат и неколку различни сезони зависно од тоа каков тип на туристи доаѓаат во некој регион. Сега ако ние го анализираме нашиот регион, пошироко Македонија со околните земји кои гравитираат околу Македонија, некако ние представуваме центар на овој дел од Балканот. Значи сите оние делови од останатите наши соседни земји кои гравитираат кон нашата земја, вклучувајќи и повеќе од 80% од нашата земја се планински региони, неминовно укажуваат на тоа дека кај нас е жалосно сезоната да трае оноку колку што констатираме дека веќе наназад, иако мора да констатираме еден податок што е многу битен, дека во последниве 5-6 години имаме проширување на онаа позната сезона која пред 5-6 години беше нецели 2 месеци, сега веќе евидентно е зголемувањето на веќе зборуваме за 4-5 месеци сезона и тенденцијата на пораст е евидентна, очигледна, што дава едно така позитивен импулс кај сите туристички работници да се стремат што повеќе да работат или кај инвеститорите да инвестираат во оваа сфера. Особено за нас како град, како Охрид е многу значаен туризмот, бидејќи јас лично сметам дека Охрид и Струга и целиот Охридско-Струмски регион апсолутно може да живее од туризмот и туризмот би требало да е основа, база на стопанството во овој наш регион, бидејќи сето друго би било само во прилог на туризмот. Ние немаме, за жал можеби и за среќа, ги немаме оние големи индустријски капацитети кои некогаш постоеле, кои што можеби на одреден начин како индустрија, како тешка индустрија да наречеме, можеби и сметала на развојот на туризмот од друга страна. Меѓутоа еве денес сме среќни што можеби, пак ќе речам, ние како туристички работници обично така гледаме, што немаме таков тип на индустрија, се стремиме кон развој на туризмот, се повеќе луѓе во Охрид треба да живеат од туризмот, а сите други индустрии кои се помали бизниси на некој начин повторно живеат од туризмот, односно прометот на некој начин цело време се врти околу туризмот и жалосно би било да дискутираме за сезона каква што ја имаме во овој момент и секако дека сите се стремат да оваа сезона биде подолга од овие 5 месеци кои, ако може да речеме дека се 5. Така, додека смека и продолжувањето на сезоната, го погледнав менниот прилог кој што се однесуваше на конгресниот туризам. Ќе представува ли тоа се уште еден вид на мост помеѓу една и друга летна туристичка сезона или пак може самостојно да биде носител на туризмот или пак си продолжуваат работите по старо онака како што и досега било во овие неколку месеци кои што вие блажески знаете поконкретно бидејќи го работите конгресниот туризам, овие неколку месеци на некој начин условно ќе кажам да се истурка зимата за да се пречекаат првите туристи таму некаде после март-април. Секако дека е од голема помош конгресниот туризам, но не би рекол дека може да биде носечки, далеку од носечки, нели, во текот на останативе 6 месеци или 7 да ги кажеме. Со оглед на тоа покажуваат бројките на ноќевањата. Значи, ако хотелските ноќевања ни се од мај до октомври некои си 80% исполнетост до 90%, зависи кои хотели, нели, во останатиот период се борат околу 20, максимум 25% да извадат, нели,
Тоа самиот тој факт покажува дека не може да биде тоа носечки туризам во тие месеци, но фактот ако погледнеме на туристички центри околу нас, што се дешава, значи не мора да значи дека сите хотели мора да бидат 365 дена отворени. Се класифицираат хотели, секој си го наоѓа својот бизнис, својот дел во целината на таа година, и некој може да се ориентира. Ние имаме 2 хотела, например, едниот хотел ни работи сезонски, другиот го работиме по цела година. Можам да кажам дека сезонскиот хотел е попрофитабилен. Затоа треба една добра анализа и сите сакаме да сме 365 дена исполнети и да имаме 80% исполнетост на годишно ниво, но малце сме далеку од тоа. И за овие времења сега не знам ни еден хотел што може толку да има исполнетост на годишно ниво. За разлика од хотели што се надвор во Европа, што работат на 80, чак и 90% исполнетост. Антонио, ако дури да го земеме предвид на дополнувањето кое што го прави конгресниот туризам, овие неколку месеци есенски да ги поминат не хотелите како приватни субјекти, туку генерално Охрид, Струга и останатите туристички градови кои што ги имаме во земјава, да ги поминат па да стигнат до она што се надеваат дека ќе им биде главен приход во текот на годината. Сепак останува извесен период на, условно ќе кажам, мртвило, кога дури постои временска разлика помеѓу она што конгресниот туризам го надополнува и она што значи почеток официјален на туристичката сезона. Како да го надополнеме? Тука алудирам секако на оној дел кој што ти го работиш. Да, значи јас сум водич во планина, инструктор, имаме наша организација, значи се трудиме да на ниво на Република Македонија и пошироко да работиме, значи на некој начин работиме во делот на планински туризам, кој што е можеби една од најголемите составни компоненти на модерно веќе така наречениот авантуристички туризам, кој што значи обединува многу различни активности кои што на некој начин представуваат своевидни авантури за туристите. Моментално една од најрастечките гранки во областа на туризмот е токму овој дел на авантуристички туризам. Нашиот регион станува се поинтересен, меѓутоа за жал мора да констатираме дека ние сме значително неподготвени за да прифатиме сериозен дел од прометот на туристичкиот пазар во овој дел од туризмот. Зошто би кажал, основата лежи во тоа што за нас како дестинација, зборувам и пошироко, не само за Охрид, значи за Република Македонија е многу малку позната сфера, а во голема мера се разликуваат потребите на туристите кои доаѓаат за авантуристички туризам, во голема мера се разликуваат од она што ние досега го имаме како база во нашава средина. Дека интересот е голем, од друга страна зборува интересот на АТА, тоа е Adventure Travel Trade Association, една од најголемите асоциации на туристички агенции и туроператори, значи најголемите туроператори во светот кои работат стриктно со авантуристички туризам, беа овде пред година и пол, значи има една кратка посета, имаше и обуки од АТА организирани за нашите туристички работници, а веќе следната година во пролетта доаѓаат најавени се околу 300 гости од повеќе од 90 туроператори кои се занимаваат во овој. Значи нашиот регион станува се поинтересен, прво заради тоа што е нова дестинација за нив, неискористен регион, богат со природен и културен потенцијал кој што може да им се презентира, бидејќи во авантуристичкиот туризам не влегуваат само планините и авантурите на планине или на отворено, туку и сите оние културолошки, мистични предели се интересни и влегуваат во дел на авантуристичкиот туризам. Единствено динамиката на активноста е различна. И основа, значи што е она за кој што не сме подготвени? Не сме подготвени во делот со едуциран кадар кој што ќе дава соодветна услуга.
И второ најбитно, за кое што не сме подготвени во овој момент, е безбедносниот аспект на кој што странските туроператори особено инсистираат, а секогаш се поставува како клучно прашање. Ние немаме развиен систем за спасување во непристапни терени, кај што најголем дел од овие активности се одвиваат, и има една трета компонента за која што не сме подготвени, тоа се инфраструктурни капацитети кои се по друг стандард, односно надвор од густонаселените места, надвор од луксузот кој го нудат хотелските сместувања, големите хотели во населените места или или да речеме околу населените места, туку напротив бараат сместување кое е надвор од населени, далеку во планинските региони, кое што за жал ние го немаме. Немаме патишта, немаме таков тип на сместување и во овој момент сме принудени да сите гости кои доаѓаат за авантуристички туризам некако ги импровизираме, односно правиме комбинација помеѓу сместувањето и активноста за која се дојдени. И најчесто за оние кои што се занимаваат со алтернативен туризам, имајќи ги предвид оние позитивни резултати кои што барем досега успеваат алтернативците да ги остварат, веројатно и апетитите се далеку поголеми отколку да бидете само некој мост, една временска на некој начин временски мост кој што ќе разбие таа разлика помеѓу две летни сезони. Видете, јас прво не се согласувам уште од многу одамна не се согласувам со терминот алтернативен, бидејќи во една планинска земја со повеќе од 80% планини, со култура и археологија со повеќе од 2500 години на нашава територија, толку густо набиена во еден мал простор, ние не може да зборуваме за алтернативна форма на туризам. Значи, ние треба да зборуваме за базична. Можеби ако анализираме само Охрид како изолиран случај, тогаш може да кажеме дека веќе некаде е 50-50 балансот, бидејќи и наназад низ историјата се граделе хотели, се инвестирало, веќе имаме некој вид култура, имаме факултет за туризам, можеби повеќе од 50 години. Значи, меѓутоа Охрид па и Македонија од аспект на авантуристичкиот туризам сме премногу мали за да се сметаме како дестинација. Тоа сакав и претходно да го кажам, значи разликата е исто така кај клиентите кои доаѓаат за авантуристички туризам е големата, значи, динамика и мобилност, подвижност постојана. Тие не сакаат да бидат повеќе од неколку дена на едно место и ако сакаме сериозно да размислуваме, ова сме го зборувале на многу дебати и конгреси со нашите колеги кои на некој начин работат во овој дел на туризмот, дека ние мораме пошироко, значи, да се гледаме вклучувајќи ги регионите на Јужна Србија, Косово, Источна Албанија, Македонија, Северна Грција, па дури можеби Западна Бугарија, да се гледаме како една дестинација при креирањето на понудата, односно продуктите за производите во авантуристичкиот туризам. Сме слушнале секакви изјави, некои дури со филозофски допир за тоа каде, во кој правец треба да ни се движи туризмот. Од тука ќе искористам, Блажевски, и вашата максима дека Охрид и Струга не треба да се сваќаат одделно како одвоена туристичка понуда, туку како еден микрорегион. Што сметате вие во кој правец треба да ни оди туризмот? Да одиме да ги развиваме конвенционалните методи кои што и вие приватно ги работите, или пак понудата едноставно мора да ни биде дисперзирана со оглед на тоа дека секој турист си има различни потреби, различни интереси и си бара различна понуда? Точно така, би се согласил со втората варијанта. Ако зборуваме за Охрид и за Струга, нели, тоа би го нарекол дестинација Охридско езеро, која почнува од Светинаум па се до Радожда, од другата страна. Моето гледање на иднината на оваа туристичка зона како една развојна зона, не како посебни делови, и една правење на добра анализа и првенствено, што често пати го спомнувам, основата на градење на една туристичка развојна зона е да го имаме тој детален план, детално планирање, што би го нарекле, нели? Урбанистички да се реши, да се направи еден план
и да знаеме следните 50 години што и каде може да се гради и што може да се изгради. Па да знаете и што да им нудите. И да знаеме и што каде? да нудиме. Значи, потребни се и 3 звезди, и 4 звезди, и 5 звезди хотели. Нажалост, 5 звезди хотели имаме многу мало сместување, сместувачки капацитет, но ќе се сложиме дека и другите пропратни работи во овие развојни зони ни се на такво ниво каде што може да кажеме дека ни се поприсутни 4 или 3 звезди гости. Со тоа што го земеме во предвид дека ево хотелски соби во овој регион лежа имаме околу 6000 во моментов. Значи све заедно зборуваме, тоа се хотелски лежаи, каде што може да се каже дека има над 20.000 легла приватен смештај, кој исто така е проблем, нели, за воспоставување и држење на едно ниво во туризмот. Сакаме да развиваме некојаш, нели, се зборува за тој елитен туризам. Нажалост немаме нешто многу елитно да покажеме, или ни го правиме во текот на сезоната, се растура улица, се поправа нешто и така натаму. Значи елитен туризам сме биле сите, значи знаеме што значи кога ќе видиме некаде викаме ево вака треба да биде. И секогаш тоа малце ни фали, значи баш во текот на сезоната ни фали. Да не почнуваме од тие паркинзи решавање и така натаму, од ето едно убаво туристичко место самиот влез кога ќе видите, нели? Вие гради првичната слика, точно така. Сега да спомнувам некои земји околу нас што се во близина, значи што има направено. Тоа се не критикувам, значи што нема кај нас, него што немаме доловено и доправено, да кажам, во целиот овој сегмент. Има место за сите гости. Прво, за да бидеме, се сложувам со колегата тука, дека мора да имаме десетина илјади и повеќе кревети, за да се наречеме туристичка зона или дестинација. Во таа туристичка дестинација од десетина или повеќе илјади кревети, би можеле да се дисперзира и да се направи една убав преглед кој каде ќе можда ќе биде некој задоволен со престој во село Радожда или во село Трпејца, па да оди од село Трпејца да има планина Галичица или од другата страна или село Вевчани и така натаму. Значи ви гледаме дека последниве години и тој вид на туризам, нели, има нагорна линија. Антонио, дисперзирана или еднолична понуда на која ќе се фокусираме? Спомена ти 80% планини во земјава, може би било и малку неблагодарно. Значи, потенцијалот е природна работа, освен културниот потенцијал кој што го граделе цивилизациите пред нас, значи го граделе луѓето, природниот потенцијал е природен потенцијал и е дар од Бога. И ние секогаш, веќе дури може би и на гледачите и нас сите ни е досадено кога постојано слушаме имаме премногу потенцијал природен културен. Го имаме, меѓутоа апсолутно не е искористен. Кој треба да го искористи? Значи треба да го искористиме ние. Ние во моментов се соочуваме со еден друг проблем, со недостиг на понуда на пазарот, односно на туристичкиот пазар, на поширокиот светскиот, еве да го наречеме ако сакате, или регионалниот туристички пазар, нема сериозна понуда од Македонија. Односно, со други зборови, ние немаме домашен туроператор кој што на меѓународен пазар ќе понуди производи кои што се комплетни, значи пакет аранжмани кои што вклучуваат било каков вид на туризам. Апсолутно никој не може и тоа е невозможно е да правиме ние да развиваме една форма на туризам. Значи таков колективен, да го наречеме општествен договор, не може никој да случи, бидејќи станува збор за многу интереси, за многу различни бизниси и едноставно секој треба да си го најде своето место во регионот. Значи секој треба да си заработува на свој начин. Исто како да кажете еден голем трговски центар, по овие популарно наречени молови, внатре имате се и сешто. Така. Значи вие не можете да го ориентирате само за едно. Ако го и големите молови ако ги ориентираат само за детски играчки или само за храна, тогаш ќе доаѓаат само одреден дел на клиенти таму. Меѓутоа гледате големите молови никогаш не се така ориентирани и внатре имаат понуда за сите, за да приберат што е можно повеќе клиенти.
апсолутно дека е природно да имаме од сите форми на туризам, природно е да имаме дури и онај, сега не знам дали точно ќе се изразам, плажарски туризам ќе го наречам. Значи во тој период 15 јули до 15 август, можеби или крај на август, кога имаме голем наплив претежно на домашни туристи, меѓутоа и тие се битни. Во туризмот без домашните туристи вие не можете да екзистирате. И тој период нам ни е битен и тој туризам треба да го развиваме, меѓутоа треба, ако не можеме да се договориме, како што реков претходно, со еден општ колективен договор, обштествен, дека ќе развиваме една форма, тогаш мора да најдеме модус како да ги контролираме активностите, бидејќи некогаш одредените форми на одредените бизниси кои екзистираат овде во една форма, особено во тој густо посетен период, да го наречеме, јули-август во Охрид, сметаат на останатите форми. Многу често сме имали, веројатно и хотелиерите ќе се согласат, имаме проблем со прегласна музика, со голем број на ноќни забави на локации кај што можеби јас се не навлегувам, меѓутоа претпоставам и дека не е дозволено да работат толку доцна, сметаат на други луѓе кои се дојдени за некакви други форми. Ако ние имаме една група од клиенти кои што утре треба да станат рано и да одат на кораб, цел ден да пешачат, а не можат до 5 наутро да заспијат заради некоја турбофолк музика од некој ноќен клуб или можеби не е ноќен клуб, туку едноставно му е дозволено во летен период на одредени кафетерии да работат до доцна, тогаш имаме проблем. Значи, ако не можеме да се ориентираме кон само една форма, и не би требало, треба сите форми, зависно од интересот на бизнисите да работат, барем треба да се договориме за некои минимум критериуми. Видете, туризмот не е само работа на туристичките работници или не е само работа на институциите на државата. Треба сите заедно да дадеме придонес. Сега, јас секогаш го кажувам тоа и сега ќе го кажам, ние не можеме да го гледаме туризмот како нешто засебно, настрана од сите други прилики и неприлики кои ги имаме во моментот во државата. Значи, ние се наоѓаме во таква околина и сега треба паралелно со сите други да го моделираме туризмот според тоа што се случува. А туризмот, верувајте, зависи многу суптилна, многу посуптилна можеби, многу посуптилен бизнис од останатите, бидејќи се работи со живи луѓе и од 10 услуги, ако туристите од една се незадоволни, верувајте дека ќе ја запамтат таа и секаде ќе ја пренесуваат како негативна референца. Предлагам тука да направиме една кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студиото. Одберете викенд прошетка во месец ноември по специјални цени. Посета на Бигорски манастир и Рајчица 450 денари. Посета на Света Богородица Пречиста Кичевско и Крушево 530 денари. Прошетка околу Охридско езеро 460 денари. Посета на Кањон Матка и прошетка во Скопје 570 денари. Се е возможно со Макс Травел. Поповски, како е мајка ти? Убав, тој на мајка. Чипсос, muchos gustos. Хотел Тино, сместен во идиличниот пејсаж на населбата Свети Стефан, хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Опремен по највисоки стандарди, хотелот располага со спа центар, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште, фитнес центар, сала за состаноци. Совршен избор за вашиот одмор и уживање за сите сетила. Ресторанот и летната тераса со капацитет од 250 гости погодни за организирање на секаков вид на прослави и забави, возбудливи кулинарски доживувања, приготвено со љубов и свежи состојки, доставено со љубезност. Хотел Тино, Свети Стефан. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Сите имаме сон за убав и топол дом. Сега можеме да го оствариме и да го заштитиме на исто место и во исто време. Со станбениот кредит на Охридска банка добивате плюс кредитно животно осигурување, фиксна каматна стапка од 4,75% за првите 5 години, без административни трошоци. Станбен кредит плюс осигурување. Охридска банка, дел од групацијата Societe Generale. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини Базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се,
Секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил? Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија, кое е произведено во Германија. Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. It's in the smallest details. The answer. How is Husqvarna chainsaw durable and at the same time lightweight? And how can an XP chainsaw from Husqvarna help you work both faster and safer? It's in all those small, engineered details. Husqvarna, ready when you are. Ние сме 99%. Македонските угостители бараат начинот на кој се пресметува ДДВ-то на храната да претрпи корекции. Намалување на ДДВ од 18 на 5% за храната во хотелите и во ресторантите, што би значило стимулација во угостителството и во хотелиерството, неодамна иницираа представниците на Сдруженијето на угостителство и на туризмот при Стопанската комора на Македонија. Според председателот на Хотам, Крсте Блажевски, измените во Законот за угостителство би придонесле пред се да се подигнат стандардите во туризмот. Според него, доколку сите хотелско-ресторански услуги би имале 5% данок, би било многу поедноставно и полесно за работа, што пак од друга страна ќе се отслика во самата порција и услуга која треба да ја добие гостинот. Прашувавме за одговори на како треба да биде сето тоа изработено и еве до сега по-конкретни одговори немаме добиено, освен тоа што е запишано, што е со 18, што е со 5% и така натаму. Значи тоа би олеснало работата. Би се нуделе, значи да не гледаме дека таа разлика на данок што ќе дојде, дека ќе го скрати буџетот. Напротив, јас мислам дека ќе се зголеми буџетот со самите капацитети. Би се зголемиле тие капацитети. Нормално очекуваме да имаме раст во следниве години во туризмот. Во моментов Македонија располага со 25.000 легла, што според Блажевски се малку за држава која треба да пропагира туризам. Тој смета дека државата треба да остави малку простор, односно финансиски да се растеретат хотелско-угостителските работници, бидејќи секој бизнис кој се работи со план, за да успее, треба да се согледа каде може да се зголемат, а каде да се намалат трошоците. А во моментов не биле решени горливите проблеми, додава Блажевски. Новите инвестиции, мислам дека по решавање на често пати тоа го спомнуваме како најголем проблем е решавањето на земјиштата на самите хотели. Зборуваме за хотели, постари хотели што се превземени. Уште и ден денеска има доста што не се решени. Значи, детални урбанистички планови кои во Струга на обала не постојат едноставно и ова 10 години чекаме да се реши, а не се решава. Како да градиме, да кажеме, дополнителен хотел? Кога 10 години чекаме една проста работа, да ја кажеме. Блажевски смета дека некои работи треба да се решават од корен, па потоа да се работи и да се вложува капитал. Бизнисмените инволвирани во хотелско-угостителскиот сектор работат на изготвување сериозно издржана анализа со податоци и аргументи за измени на Законот за угостителската дејност. За таа цел се формирани работни групи кои предлог иницијативите ќе ги достават до надлежните во Министерството за економија и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Ние сме 99%. Еве не повторно назад во студиото на телевизија ТВМ, за оние од вас кои што сега се вклучуваат на нашата фреквенција. Денес дискутираме на тема туризам, каква ни е состојбата во туризмот и каква иднина истиот го очекува, а моите денешни гости кои што дебатираат на оваа тема се Крсте Блажевски, председател на Хотам, и Антонио Додевски, кој што е туристички работник и лиценциран водич за во планина. Ја искористивме ова
кратка пауза за реклами за да погледнеме уште еден прилог кој што го подготви нашата информативна редакција, а кој што се однесуваше на оние измени кои што ги предлагате како хотам во Законот за угостителска дејност. За нив малку подоцна, меѓутоа ако земеме она дека има некој поширок консензус каков туризам треба да работиме сите, не е ли малку неблагодарно некој одстрана да седи и да ви кажува вие ќе работите ваков туризам, меѓутоа во ниту еден момент да не ве праша, извинете, со кои средства вие ќе успеете тоа да го постигнете? Интересно прашање, баш во прилогот беше спомнато. Една од моите видувања за иднината на туризмот во овие делови на Охрид и на Струга е изградба на нови хотели. Значи, јас често спомнувам дека во последниве 25 години од како постоиме како држава, нов хотел од над 150 соби не е изграден. Изградени се одмаралишта претворени во хотели. Да, се по добри стандарди направени, но нов хотел од темели не е изграден. Зошто не е изграден? Значи, треба реално да си ја видиме сликата, да видиме на огледало кој сме и да си ги признаеме нашите слабости за понатаму, да ја свртиме таа страница и да одиме напред. Спомнав дека нема детално планирање, каде што тоа детално планирање би дало прилика на, не мора да се тие странски инвеститори, имаме доста и домашни инвеститори што сакаат да изградат, да се прошират од постоечки, но секогаш кога ќе се дојде до добивање на тие дозволи за градба, нешто ја кочи таа работа, што мислам дека треба една голема анализа да се направи и да се види што е тоа што ја кочи таа работа. Така, ако законодавецот ви рече, извинете, ние од утре ќе работиме конгресен туризам или било кој друг тип на туризам, пак ќе го повторам прашањето, не е ли малку неблагодарно некој да ви кажува од канцеларија каков тип на туризам вие да работите од утре, а во исто време да не ве прашува, меѓутоа чекајте дали вие имате услови да се прилагодите на ова што го планираме, дали имате средства, колкави ви се трошоците? Јас премалку реков, не законодавецот, туку никој не може, ниту од оние кои се директни чинители и може би има најголем промет во туризмот, не може да кажат дека генерално, како регион, како подрачје, како град, ќе работиме таков туризам. Мислам, ниту со закон, ниту со тоа го нема ниту во тоталитарните режими, бидејќи ние живееме во демократија и во еден капиталистички свет, каде што бизнисите одлучуваат со што ќе се занимаваат, така што и реков, многу е природно да ние и не треба да се плашиме од различните форми на туризам. Различноста нас ќе ни ја донесе полнотата, односно исполнувањето во текот на целата година. Нешто друго е, многу ќе се согласам во оној дел за планирањето. Значи, туристичките работници не очекуваат наредба од владата, од државата, од законодавците, како што ги нарековте, ниту очекуваат наредба каква форма на туризам или како треба да си го водат својот бизнес, ниту очекуваат некои директни големи вложувања за да можат тие да после тоа остваруваат и работат во својата сфера. Напротив, очекуваат поддршка во делот на планирање, како што урбанистичкото планирање, како што изградба на инфраструктура, кои што се неопходни за да приватните бизниси, мали и големи, да можат да работат. Во спротивно, вие не можете да функционирате. Ако изградиме сега ние еден хотел на Галичица хипотетички, некаде горе, макар бил и од 5 звезди, ако ние немаме пристапен пат до таму, ќе треба да купиме хеликоптер и со хеликоптер е многу комплицирано, во хеликоптерот се возат 5 патници. Така? Значи, вие мора да имате пат кој што е соодветен на категоријата на хотелот, кај што треба да ги донесете гостите. Ние истиот пример го кажувавме и неколку години назад на некоја средба каде што имаше и представници од владата, каде што требаше се дискутираше за Попова шапка како елитен зимски центар. Како ќе направите ви елитен зимски центар кога прво од аеродромот Скопје до Попова шапка треба да патувате 2,5 часа и тоа по пат каде што сега хипотетички кажано камења од бубрези ќе им стресете на патниците. Значи ако правите елитен зимски центар таму треба да имате елитен пат, елитен пристап за тие гости кои што ќе доаѓаат. Значи малку некогаш паушално се поставуваат некои тези и некои ситуации. Делот на планирањето е основа. Делот и инвестицијата во инфраструктура која што треба да ја направи државата. Сето друго си го прават бизнисите и тие си работат својата работа бидејќи зависат од тоа.
Еве јас друг пример. Значи, обалата ја спомнавме како проблем и деталното планирање, каде што хотелиерите не можат да инвестираат во нови капацитети, бидејќи не е решено и чекаат со години. Сега замислете за она што го кажав јас во првиот дел, дека ние во делот на авантуристички и планински туризам се соочуваме со немање инфраструктура и сместувачки капацитети во планините. Таму каква е состојбата? Ако вие по крайбрежјето на Охридското езеро, кое што важи за еден елитен регион во Република Македонија, имате многу мала процентуална покриеност со детално планирање, урбанистичко, во планините ние немаме воопшто. И после тоа доаѓаме до една друга сфера, каде што секогаш се поставува прашањето зошто средствата од Европската Унија од друга страна не се искористени. ИПА програмата, ИПАРДот кој што е наменет за рурални средини не се користел и не бил искористен. Токму затоа што деталното урбанистичко планирање и дозволата за градба во руралните средини се меѓу себе поврзани. Никој од европските фондови не дава средства без дозвола за градба. Дозволата ја дава државата, а за да добиете дозвола треба да има детален урбанистички план. И тука се затвора круг. Едно од основните прашања, иако се ред други, иако после се наметнува прашањето на патишта, па прашањето на канализациони системи, водовод, струја и така натаму. Значи, се ова е база која што треба да ја одработи државата. А каков тип на туризам ќе одлучат бизнисите кои што екзистираат во регионот, во средината. Так, ова ли е помошта која што ја очекувате од државата? Ќе ја наречам условно помош, иако тоа би било по дефолт она што тие треба да го работат, или пак и законите кои што тие ги носат да бидат на некој начин подкрепа на бизнисите кои што ги работите, бидејќи значително придонесувате во она што државата го остварува. Ова е дел од целокупната слика што требало да биде одавна направена. Значи не зборуваме за нешто што треба во иднина да се прави детално планирање на држава толку време што постои, како што спомнавте, нели, на едно елитно место, да кажеме Охрид го рачунаме како елитно место. Сега кога ќе кажам Охрид, мислам на цел регион. Елитно во смисла на вредност на метар квадратен земјиште. Точно така, но не знаеме што и каде може да изградиме и што може све да изградиме. Значи не знаеме колку шопинг центри ќе има во иднина во следниве 20 години. Не знаеме уште колку нови хотели ќе има. А од друга страна може да слушнеме дека нели ќе дојде некој странски инвеститор што ќе го сврти цело тоа наопаку и ќе се направат не знам какви инвестиции. Знаете зашто се зборува, да не ги спомнуваме сега. Така тоа би значило дека тие ќе се носат инфраструктурата со себе? Јас не знам како ќе значи, јас се надевам дека такво нешто е можно да се направи толку брзо или било како, нели, и тоа е добро за една средина, нормално со сите тие закони кои се во склоп на сето тоа планирање. Добро, меѓутоа дали не сме направиле никакво планирање 25 години, одеднаш правиме нешто многу големо. Ако имате 10-15 условно големи играчи во хотелиерството или во делот на туризмот кои што ви се домашни и кои што со години работат во тој дел, не би требало ли да биде на некој начин дефолт однесување на оние кои што ја имаат моќта во своите раце, вас да ви ги обезбедат први инфраструктурните целата инфраструктура која што вас ви е потребна, за после кога ќе ги поканат овие елитните да речат еве имате, значи вие инфраструктура има што да правите. Таа инфраструктура првенствено не е направена за единец, него е направена за сите нас, за сите државјани на Република Македонија и за сите гости што треба да дојдат и да остават пари во Македонија. Значи не се согласувам дека се прави конкретно само за еден, него таа инфраструктура мора да се гради и да се одржува секогаш, да не се заборава одржувањето. Зголемувањето на капацитетите, градењето на целата инфраструктура со тие нови планирања, пуштање на тие туристички зони некако масовно, да не го наречам сега масовно, зборот масовно се, али гледаме дека месециве од јуни до август дека хотеливе се исполнети и тоа се добро исполнети, тоа е еден добар показател дека има место за градба на нови хотели. Значи не за градба на станови кои ќе се издаваат без туристичка такса и никаква евиденција, него за изградба на хотели кои ќе бидат првенствено за странски гости во тој период,
Да, има и домашни, значи домашните никогаш не се отфрлени, но факт е дека последниве години се намалува бројот на домашните гости, општо во цел овој регион. Не е тоа само затоа што често пати ќе спомна нели економската ситуација и така натаму. Можда е дел и економската ситуација, но повеќе на тие ефтини летови што се отворија да летат надвор од Македонија за 30-40 евра. Во прилогот кој што имавме можност да го погледнеме, го начнавте прашањето на законот за угостителска дејност, кој што и вие како организација се обидувате во некои делови барем да го промените. Споменато беше намалувањето на ДДВ од 18 на 5%. Има таму и некои други измени кои што ги предлагате, ќе направиме и за нив муабет, меѓутоа дали се тоа тие работи кои што вие очекувате откако ќе се променат, или ако ве послушаат тие кои што го носат законот, па од утре бизнисот уште подобро да ви врви? Јас мислам дека тоа треба да се направи што поскоро, ево да не речам до следната сезона по можност. Овие се едни добри периоди кои треба сега да се прифатат едни такви барања од сите угостители. Тоа ќе биде олеснување на сите кои поседуваат ресторани и ресторански делови каде што ДДВ-то е 18%, хотелите кои имаат пансионска услуга е 5%. Значи, јас не сум против тоа, ние не работиме и хотели, но имаме исто така и алакартна услуга, тоест ресторани. Намалувањето на 5% ќе бидат изедначени, ќе биде олеснителна работа, каде што знаеме дека овие бизниси 12 месеци не можат да обстојат. Гледаме што се деша, сега сме ноември, нели може викенд да има по некој гостин и така натаму, но останатиот период е тешко за работа. И за да се обнови сето тоа, за да сето тоа добие една така видливо реновирање и така натаму, тоа се тие мали разлики кои треба да помогнат во бизнисот. Значи не бараме многу. Ако веќе треба нешто да споредиме со некој земји наоколу, ево да земеме пример Турција, знаеме Анталија како се изгради. Анталија се над 600 хотели во таа област и тие хотели се све нови хотели, не се тие реновирани стари хотели. Да, има некој дел, но 90% се нови хотели кои се од 300 соби па нагоре. Значи тоа е некоја масовност која покрива многу голем број на ноќевања и така натаму. Тоа најголема помош даде државата. Турција даде поволни кредити со многу мали каматни стапки и едноставно Анталија се подигна за 20 на години, да не речам. Значи, ако ние сакаме да направиме нешто, знаеме секаде дека финансиите може или да ја турнат работата или да ја закочат. Ако добиеме некои средства кои ќе бидат, нели, пример, сакаме да доградиме 100 соби во некој хотел, значи тоа ќе кошта. Ако се добијат ефтини кредити, да. Иначе најубаво што може, самите го спомнавте тоа, нели, сите хотелиери ги спомнавте 15-тина, ја би рекол нешто повеќе, би ставил 30-тина кои се во игра на овие простори, тие најдобро ја знаат работата. Знаат кај треба да инвестираат, колку треба да инвестираат, каков производ треба да направат, дали треба 4 звезди, 3 звезди, 5 звезди и така натаму. Значи со изградбата на целата инфраструктура, инвеститорите се тука ќе дојдат. Да, извини, само мораме да спомним еден друг сегмент кој што исто така е многу интересен. Инвестициите на владата, односно државните инвестиции во еден одреден регион. Ние мора да го сметаме да го земеме во предвид нашиот регион. Значи се многу битни, многу значајни, бидејќи во ова општа економска состојба и Охрид како локална самоуправа јасно ни на сите во какви околности се наоѓа и секогаш се добродојдени, значи субвенциите или поддршката или државните инвестиции во регионот. Например, за поздравување е патот кој се гради и се надеваме дека нема да остане само на автопатско решение Охрид-Кичево, туку дека тој автопат ќе биде поврзан во иднина со Гостивар, како што и се најавува. Тогаш би била една логична целина и тоа е една вистинска инвестиција која што оди во прилог на општо на економијата, најмногу на туризмот во нашиот регион. Меѓутоа, понекогаш сметам дека имаме некои инвестиции кои што одлеваат
средства кои што се буџетски средства на сите граѓани во некои малку повеќе популистички проекти, а за сметка на тоа трпат некои основни есенцијални проблеми кои што не се решават, а пак од друга страна се повторно во надлежност на државата, не се во надлежност на локалната самоуправа. Пример ќе го кажам, изградбата на новата плажа на територија на општина Дебарца, некаде помеѓу Подмолје и Струга, токму во пределот кај аеродромот, кај што и во медиуми ја прочитав една многу смешен надпис пред некој ден дека тоа ќе било единствената или една од ретките плажи во светот додека вие пливате, над вас да полетуваат, слетуваат авиони, што би било апсурд. Мислам дека ни еден турист од високо развиена земја или од некој град кај што постојано над глава му летаат авиони не би дошол да се сонче или да плива во таква една плажа кај што му полетуваат и слетуваат авиони, него не е важно. Таму се трошат еден голем дел на средства. Искрено, мене лично, може би грешам, нека ми простат ако немам доволно информации, ми наликува на плажа од типот на градските плажи во Скопје, на Вардар, кои што беа изградени, а за сметка од друга страна на тоа и се трошат некои околу 200.000 евра, колку што имав можност да разберам, а за сметка на тоа од друга страна Македонија пат, секцијата Охрид, која што е надлежна за одржување на патот од Пресека до Светинаум и до Буково, ова е точна информација која што ја разбрав неодамна дека поседува еден камион и еден утоварач кои што се исправни делимично и со кои што треба да го одржуваат патот во зимски услови. Минатата зимска сезона ние видовме што ни се случи. Бевме блокирани 2 недели, бевме одсечени како регион, Охридско-Струшки регион, во периодот кога е токму новогодишните празници, божикните празници и католички и православни и дури некаде траеше се до Водици со можност нормално среќа што не заврна нови врнежи, меѓутоа имавме можност и Водици да бидеме блокирани. Значи, зошто некогаш се инвестираат средства во некои нелогични проекти кои што најчесто имаат само популистички, а не друг карактер, не ми е јасно. Тука мислам дека спрегата помеѓу локалната самоуправа и меѓу туристичките работници и инвеститорот, односно државата, мора да биде тесно поврзана, односно кога државата има можност, има средства, има буџетски средства за инвестирање, да го слушне гласот на бизнисите кои работат. Што е најпотребно и што е есенцијално. Не можеме да останеме со еден камион и еден утоварач за чистење на таква релација на патишта. А за сметка на тоа градиме една плажа која што не знам дали ќе функционира на крајот како плажа. Блажевски, во делот во кој предлагате измени на законот, кој што не само вас, туку и гостителите секако ги тангира, е онаа болна точка со ЗАМП, со плаќањето на давачките за заштита на авторски права, и ако на Додевски не му наплатат, ако им пушта на радио на батерии музика на туристите кои ги води низ планина, тогаш вас сигурно ќе ви наплатат за се она што се случува во вашиот хотел. Тоа е една долгогодишна борба што ја водиме со ЗАМП, ние како ХОТАМ, и исто така и коморите се приклучени во последно време, значи темата е заедничка, сите наши членки, сите членки на коморите што сме споени во однос на ова прашање, се незадоволни, и морам да кажам дека ево ако прашаме 100 хотелиери, ќе го кажат 100 од нив ќе бидат негативно настроени кон ова прашање. Самото тоа покажува, дава фактот дека треба ова да се разгледа и треба темелно да се разгледа. Кој е ЗАМ кој му дал право да наплаќа по нивни предложени цени кои не можеме ние да реагираме, кои сите судски спорови ги добиваат незначајно од каде доаѓаат тие судски спорови и зашто се. Мислам дека крајно време е да тоа едноставно го тргнеме настрана, да се види една цела ревизија на тој ЗАМП. Така, добро, верувам дека никој нема забелешка на тоа да се штитат правата на изведувачите, меѓутоа секако делот кој што вас ве тангира е на многу основи кои што во 99% се всушност се она што вие како хотел го давате и точно како услуга. Така. Но нема, сигурно ќе се согласите дека не вреди 12% од приходот за нова година да оди на основ на ЗАМП. Значи, тие не даваат ништо од себе, само наплаќаат, само собираат пари.
Значи тоа некој си данокот е 18%, а ЗАМП е 12%. Нешто нелогички. Али тоа е факт. Значи, затоа викам треба една цела ревизија да се направи, една комплетен тим и да се види, да се погледа, тоа е една од оние работи кои треба детално испитување и некој си нов ЗАМП или во најмала рака да има 2 или 3 ЗАМПа кои ќе наплаќаат па да има некаква конкуренција. Или тоа, или за нова година да ги навикнеме гостите да ни слушаат странска музика. Па видете сега, тоа Многу подобро решение да слушаат народна музика која не подлежи на авторски права. Нема да биде коректно за авторите. Значи ние не сме против авторите. Така. Ние сме за коректна наплата и распределба на тие средства како што треба. Значи затоа викам јас една ревизија треба да. Јас не сум против да го платам тоа. Да, ама да платам тоа колку што кошта. Не сакам некој да ми наметне некоја цена што мораш да ја платиш, иначе не можеш, нели завршуваш до судски спорови и така натаму. Така. Ајде да не бидеме како во приказните тројцата на речници, ама да глумиме некоја порота, меѓутоа како вие лично интимно сметате дека треба да се развива туризмот во конкретно во Охрид и Струга, меѓутоа и во целава држава, или пак што мислите дека ни недостига за да го направиме тој скок кон нешто повисоко, онаа класа на која што се навикнати неголемиот број од туристите кои што патуваат во некои други подалечни дестинации? Јас да почнам. Значи, јас ќе почнам, ајде. Јас мислам работам во делот на планински и авантуристички туризам и апсолутно сум убеден дека поширокиот наш регион може да представува своевидна мека за оваа форма на туризам, особено во периодот кој што ни следи, бидејќи голем дел од туристичките пазари кои ги користеа големите туроператори и познати светски агенции во овој дел на авантуристички туризам во светот, секојдневно се повеќе се затвораат, значи зборуваме за Египет, Мароко, па и пределите на Сирија. Значи очекуваме зголемен интерес од страна на странските туроператори. Тоа го евидентно бидејќи доаѓаат веќе следната година на пролет повеќе од 80 туроператори, тоа се моќни звучни имиња на кои што единствено треба да им понудиме добар производ, добро запакован производ кој што ќе оди лесно на нивните клиенти и мислам дека ќе донесеме туристи. Она што дефинитивно многу ни фали во оваа сфера, по прво место е културата на нашето население за вакви форми на активности, што автоматски ја наметнува и подготвеноста на сите различни чинители да можат да ги прифатат туристите со сите нивни потреби во авантуристичкиот туризам. Второ, немањето на соодветна инфраструктура во руралните зони, односно во повисоките планински предели, каде што е неопходно да имаме сместувачки капацитети, иако онај дел на хотелски капацитети кои што ги имаме може да ги користиме и горе-долу до некаде сме подготвени. Влачевски. Моje видување како понатаму со туризмот, градење на нови капацитети, достигнување на бројка од 1 милион туристи годишно, во Македонија зборувам, следење на еден пример што Словенија го има направено, само една споредба да ви кажам, значи зошто да не може едно Бледско езеро да биде копирано во истото да биде направено во Македонија, на еден начин да се повлече некој искуство. Некој искуство и да се изградат тие капацитети. Тоа е едно многу мало езеро со една многу убава палета на понуди. Ако земеме ние во предвид Беровско езеро, има две хотелчиња, ги викам зашто се помалку од 100 соби, да кажам, 2 хотела, можда истото тоа езеро треба да се направи една анализа и да се направи една туристичка дестинација кај што ќе има најмалку 1000 легла. Кој ќе има 1000 легла, ќе може да се организира нешто поголемо. Ако нема, значи не може. 2 хотела се полнат брзо. И останува после капацитетот на приватен смештај. Не го исклучуваме приватниот смештај, но за да имаме нешто, нели денеска се бараат и стандарди. За да има стандарди треба да се направи тоа. Истото тоа се
прави на повеќе места, значи специјално за овие места, за Охрид и за Струга. Градење нови капацитети, државата треба да застане со ниски каматни стапки, да дава кредити и тоа ќе биде финансирано, а иначе знаењето и угостителите се тука. Не треба да ги бараме од надвор. Тие сами ќе дојдат од надвор, кој ќе направиме производ што може да мултиплицира приход, самите странци и странски компании ќе дојдат и ќе изјават желба за да купат таков производ. Се додека тоа не се направи, тие нема да дојдат овде и да изградат, не знам, Шеретон или не знам кој друг хотел. Така, ви благодарам јас за денешното гостување. Се надевам ќе имаме прилика и во некој од наредните изданија да продискутираме на вакви и слични теми. Ви благодарам што бевте мој гост. Благодарам за поканата. Почитувани, ова е се што подготвивме за денешното издание на 99%. Се надевам дека успеавме во изминативе минути да го задржиме вашето внимание. За наредниот вторник повторно ви ветувам нова интересна тема, а до тогаш останете вие на програмата на телевизијата Вама. Пријатно. Ние сме